7 часот и 47 минути, време е за првиот разговор во денешното издание на Македонија на утро. Соработката помеѓу компанијата Бимилк и СОС Детското село се потврди и на 1 јуни, светскиот ден на млекото. Што се случуваше и како се одбележа овој ден, дознаваме од гостите во студиото 3. Велам добро утро за Поликсина Јанкуловска, маркетинг менеджер во Бимилк. Добро ни дојдовте, и Александра Спасовска, лице за корпоративни комуникации во СОС Детското село во Скопје. Добро ни дојдовте уште еднаш. Споменав и во самата најава, долгогодишната соработка се потврди на 1 јуни, светскиот ден на млекото. Како се одбележа денот, што се случуваше? Па еве јас би стартувала. 1 јуни е светскиот ден на млекото, како што кажавте, и Бимилк традиционално го одбележува овој ден години уназад. Пред се со донации за хуманитарни здруженија и организации на кои што им е најпотребно. Токму оваа година ја продолживме и годишната соработка со СОС Детско село во обезбедување на дневните потреби на млеко за децата згрижени во оваа организација. И оваа година, покрај тоа што дониравме производи за нивните потреби, организиравме една мала забава со вработените на Битолска млекара, со многу илузионисти, магионичари, представа во која што децата ужива и верувам дека ќе ја паметат во текот на годината. Така што верувам дека и оваа соработка и понатаму ќе продолжи. Не е само еден ден, еднодневна. Светскиот ден на млекото беше само повод за да го означиме тој ден, а нашата соработка трае низ годината. Што се вклучуваше донацијата? Донацијата вклучува литри млеко потребни за дневните потреби за децата во оваа згрижена организација. Од каде идејата за организација на еден ваков настан? Како помина се на 1 јуни? 1 јуни ни беше одличен ден. Морам да кажам, беше навистина топол ден и малку имавме недоумици како тоа ќе биде, бидејќи дворот во СОС Детско село е еден широк двор под сонце и знае да биде многу топло. Меѓутоа, од Битолска млекара се погрижија навистина да изорганизираат одлично еден прекрасен ден за децата, како што рече Поликсина, дојдоа магионичари, илузионисти, имаше забава со водени балони, куклена забава, децата беа анимирани да учествуваат. Имаше еден надпревар во цртежи, ги мотивиравме децата да размислуваат малку повеќе за здравиот начин на исхрана и тоа да го преточат во цртежи, беа обезбедени за нив и символични награди. Така да се на се поминавме, речиси 4 часа кои што така летна. Да. Споминавте донација млеко за потребите на дечињата. Доволна ли е донацијата за потребите на децата и оваа соработка не е првата всушност со СОС Детското село? Јас би можела вториот дел од прашањето да го одговорам. Не е првата соработка, соработуваме веќе години уназад. Формалната и официјализираната, да кажам, соработка ја стартувавме минатата година, кога се, да речем, обврзавме на годишна соработка и покривање на дневните потреби на децата на млечни производи. Меѓутоа, тоа не е тука Бимилк не застанува, ние соработуваме со СОС Детско село, зашто Александра може и повеќе да каже, и по други основи. Значи, за сите оние потреби каде што Бимилк може да излезе во пресрет на СОС Детско село без разлика на организација на некои нивни настани или при едукација на децата згрижени во оваа организација, ние сме тука да помогнеме. Неретко се случува да и без некоја причина да ги изненадиме децата во оваа СОС организација, се со цел да му го разубавуваме секојдневието и да му ги овозможиме оние основни потреби за живот. Доволна ли беше Александра донацијата? Во овој момент секако ги покрива потребите. Ние низата програми и проекти кои што ги спроведуваме, во моментов поддржуваме и се грижиме за близу 300 деца кои што се без родители и родителска грижа и деца кои што се во социјален ризик, односно во ризик да изгубат грижата од своите родители. Како што кажа Поликсина, не се сведува нашата соработка на донирање на добра. Тука морам да ја пофалам оваа компанија за која што корпоративната општествена одговорност е вградена во секојдневното делување. Не е само адхок кога ние ќе се јавиме и ќе побараме нешто. Во честа комуникација сме и планираме интересни работи, планираме да ја унапредиме оваа соработка во повеќе полиња, како што рече на Поликсина, едукација на младите и на мајките кои што се грижат за децата, во полиња на овозможување на практиканство, волонтерство, хонорарна работа и унапредување на вештините и на знаењата на нашите млади, поддршка при организација на различни настани и секако поддршка во секојдневното функционирање на нашата организација. Како во пракса го одбележувате 1 јуни, светскиот ден на млекото? Веќе
Уназад, еве, можам да кажам, последните 10 години го одбележуваме со поголеми донации во здружение каде што е најпотребна таа помош, социјално загрозени семејства или најранливите групи на граѓани во ова општество. При тоа можам да споменам дека во корпоративната општествена одговорност на Битолска млекара во фокусот на нејзиното делување се децата. Правилниот раст и развој на децата. И токму овие донации, кога го одбележуваме Светскиот ден на млекото, се наменети за таа категорија на граѓани. Било да е децата кои што се згрижени во СОС детско село, сме имале многу донации во други здруженија хуманитарни, каде што децата се згрижени и се фокусот на нивната работа. И верувам дека во јавноста многу повеќе се објавуваат вести во однос на вложување на заедницата, меѓутоа Битолска млекара како општествено одговорна компанија вложува и во многу дејности останати освен заедницата, како што се развојот на стопанството, исто така и згрижувањето за кадарот за вработените во Битолска млекара, стандардите кои што ние ги обезбедуваме и едукација на сите деца на територија на Македонија. За една да се нарече една компанија општествено одговорна, не треба да го пишува тоа само на хартија, туку треба да го покаже и на дела. Моето прашање некаде пред крајот на разговорот. Колку се чести примерите како Битолска млекара на општествено одговорни компании, барем во случајот со соработката со СОС детското село, кои што сакаат да дадат свое добро за оној на кој што му е потребно? Па морам да кажам, не само во однос на нашата организација, туку на наша среќа и на голема среќа во развојот на општеството, ваквите примери стануваат се почести и тоа многу не радува, бидејќи е клучно да се знае дека вградување на филантропијата, на општествената одговорност кај компаниите, меѓутоа и она алтруистично и филантропско чувство кај секој еден од нас е навистина важно, бидејќи да се помогне на ранливите категории, а не е задача само на државата. Секој од нас, дури со мал влог, да собствен, можеме да поттикнеме во развој и во поддршка на овие ранливи категории. Морам да кажам дека одговорноста и на организациите како нашата, кои што работат на ваков начин и својата работа ја темелат всушност на донации, спонсорства, поддршка од компаниите, да бидат максимално искрени, отворени во комуникацијата, транспарентни и отчетни и точно да информираат како ги наменуваат сите овие средства, бидејќи во текот на годината во низ организации навистина станува збор за големи средства, дали се тоа финанси, дали се најразлични услуги. Ние се гордееме што можеме да кажеме дека можеме да бидеме навистина одговорен партнер за многу компании и тоа се гледа низ нашата работа. Многу често кога сте ни без оглед дали вие или некоја друга организација гости во Македонија наутро, знаеме да ги критикуваме недостатоците, да споменуваме за тоа што недостига, па треба да се даде. Добро е кога ова е еден од примерите кога можеме да пофалиме за нешто што се надеваме ќе стане пракса во иднина и кај другите компании. Искрено верувам дека Бимилк е пример за компанија која што го води корпоративното општествено работење на начин на кој што доликува на една компанија од тој ранг на територија на Македонија. Партнерството со СОС детско село ќе продолжи и понатаму, бидејќи стварно од досегашното искуство се една од ретките институции со кои што може партнерски да се сработат проекти за да се добијат најголемите резултати. Во минатото сме имале многу проекти на соработка и со СОС детско село и проекти кои што сме ги иницирале за водење во општеството. Верувам дека истите и понатаму ќе продолжат и ќе имаме уште поголем број на компании вклучени во едно такво делување на територија на Македонија. И се надевам дека уште долги години ќе информираме за вакви убави акции, соработката ќе продолжи и натаму. Апсолутно продолжува. Кој искористивме 1 јуни само како еден символичен начин да ја продолжиме соработката. Соработката со оваа компанија апсолутно продолжува понатаму, бидејќи како што реков, делуваме на повеќе полиња покрај грижата и поддршката на децата, работиме уште низа проекти и програми кои што апсолутно би биле невозможни да ја немаме поддршката и од граѓаните, и од корпоративниот сектор, а и од заедницата. Благодарам за гостувањето, секоја чест за иницијативност. Останете на првиот канал на Македонската телевизија во продолжение дел од програмската понуда.